и среќен денот. Моето јавување денес е поврзано со една одлука на која што многумина од вас жестоко се спротивставија и еве сакам и јавно да дебатираме, да разговараме дали треба пензионирање на Владо Павлов од Фејсбук или не. Факт е дека имаме многу активности, факт е дека не сме застанале, факт е дека лавот е уште посилно ранет сега од новите вистини, ама верујте ми, овие нови вистини за вас едноставно треба да бидат поврзани со сите вас. Затоа што темата е таква како што е и темата е во поглед на ослободувањето ваше, во поглед на вистината и затоа треба да го гледаме сето ова не од карактер на игри без граници, забавни игри, нели, или водни забавни игри, се извинувам, да го гледаме од забава, туку едноставно треба да го гледаме сето ова од едукативен карактер, каде што нешто потајно внатрешно уште во 2002 година започнува да ме голица однатре, да добивам некои информации и сето тоа се случува после војните дејства во 2001 година. Значи, сакам да кажам дека ова тематика е долгодецениска и дека не треба да се гледа само од забавен карактер или во поглед на она, ајде ќе го правиме, ајде ќе си ја правиме интересна, во Кочани ние знаеме тоа на друг начин да го кажеме со ладење на нешто, ќе го гледаме и ќе си ладеме нешто, што значи дека сакам едноставно да вроди со поголем плод сето ова, затоа што долго години е потрошено по некоја, еве некој ќе каже и случајност на универзумо, многумина од овие вистини кои што се прикажувале минимално со немал процент се починати, ама ете, универзумо се уште е тука до нас и го прави сето ова што го гледате сите вие. Уште еднаш сакам на колективно ниво сите заедно обединети да изгуркаме последната битка во интерес на нашите деца, во интерес на нашите идни поколенија. Ако сте за, пишете, јас сум тука, ама да има колективно. Со монодрама не можем да функционирам. А додека кога ќе направиме едно филмувано дело од сите нас на колективно ниво, тогаш можем да кажам дека можеме да успееме. Сектата не е поголема од Бог, каде што повеќе од јасно е дека ова овај пара систем секташки веќе се открива во сите полиња од оно што јас како Владо Павлов го имам споменувано, кажувано и најавувано. Најпрво, Владо Павлов не би бил Владо Павлов ако не ја каже вистината за Илинден. Најсветиот ден
на Илија или денот на Илија е денот кога имаме летна равнодневница. Вистинскиот ден на древните македонци и најголемата почест кој што ја давале на вистинскиот Илинден, а тоа е 21. јуни. Денот кога јас со уште со двајца само ова година го прославив со најспектакуларно дело пред кој што сите вие молчите. Дело кој го поврзувам со најавувањето и раѓањето на најголемиот цар на царевите и крал на кралевите Александар III Македонски. Дело кое што од оно што го гледам денес, од оно што го се представува као да ние сме поклоници на черепи и коски. Не знам дали знаете воопшто кои се черепи и коски. Не знам зошто 21. јуни никој не сакате да кажете дека тој е нашиот вистински Илинден. 21. јуни, кога сонцето е највисоко, од каде што вие ова 2026 година го гледавте затемнувањето на останатите пирамиди, меѓу кои и пирамидата на месечината од поклопувањето на сонцето во заоѓањето со пирамидата на сонцето. Тоа значи Ил и ја, сонцето и ја.